Граѓаните се револтирани од синокешните измени на кривичниот законник, кои предвидуваат бришење на кривичното дело за злоупотреби на државни пари во тендери, како и намалување на максималната казна затвор за злосторничко здружение од 10 на 3 години. Тие ќе ги опфатат сите неправосилни случаи, започнати постапки и евентуални идни истраги. Според изгласаните измени, сите лица за кои сега се водат судски постапки за овие дела, како и сите лица за кои пресудите се неправосилни и имаат жалби на повисоките судови, ќе се спасат од кривичен прогон или ќе добијат многу помали казни од постоечките. По скратена постапка и со европско знаменце, овие измени на кривичниот законник владата ги поднесе со образложение дека овие измени се неопходни со европските регулативи, особено со германски закони. Што ти кажем, таа држава не бива држава. Со такви човеци, со такви пратници, тешко на народа. Не е вред за ред у Македонија, треба казни големи и остри, без помилување и без толеранција. Заслужил 20 години, 20 си лежи. Ако сакаме да има ред, за време Тито имаше ред. Кога имаше петокрака на полицајците, не смеевме да кажеше никој ништо против нив. Сега полицајците што и да направат, ќе ги суспендират. Значи партиски лидери и партиски државни не требат. Државната комисија за спречување корупција пак е изненадена од брзото носење на измените во кривичниот законник, кој вчера собранието ги донесе по скратена постапка, со 48 гласа за, против 36 и 1 воздржан. Од Државната комисија за спречување корупција укажуваат дека кривичниот законник, како еден од столбовите на правниот систем, треба да го штити функционирањето на правната држава.